Ви благодарам председателе и благодарам на госпоѓа Саркања за незиното излагање кое што се однесуваше на двете точки. Јас не се јавив на претходната точка бидејќи сметам дека преку програмата ние можеме да ги видиме сите проблеми практично со кои што се соочува македонската радио телевизија како единствен национален јавен сервис кој што постои од 1944 година и која што ни израснала сите нас, впрочем, тука, и која што очигледно според овој извештај, значи според финансискиот, но и според програмскиот, се соочува со навистина сериозни проблеми, кои што произлегуваат пред се од намалувањето на средствата, бидејќи се е скапо, а телевизијата е најскап медиум, колеги, и кога критикувате за зголемување на средства, треба да ги имате предвид сите тие работи. Навистина телевизијата е најскапиот медиум. Што може да се заклучи е дека именно тоа кратење на буџетските средства од година во година, еве колегата веќе покажа една графа во која што се точно како се намалувале тие средства, укажува, односно се рефлектира во програмата, која што програма наместо да биде носител на националниот идентитет и истовремено да има образовна функција, да има играно документарна, како што е во другите соседни земји, но и во другите европски земји, ќе кажа представничката и BBC, и Deutsche Welle и сите тие други исто така државни медиуми, државни јавни сервиси, кои што работат исклучиво на зачувување на идентитетот, зачувување на историјата, едукација и оформување на една држава. Затоа е програмски јавен сервис многу важен. Сега што можеме ние да видиме? Ние можеме да видиме од програмата дека тоа намалување на средствата се рефлектира пред се во соодносот на продукции, значи собствена продукција на македонската радио телевизија и копродукциите, тоа натаму насочува на еден друг вид на стратегија, која што отвара дополнително сомневање на тоа која е стратегијата на владата во однос на македонската радио телевизија. Именно се појавува една голема дискрепанца во финансирањето во финансиите, односно во реализацијата на програмите, на копродукцијските програми, односно има поголема бројка, поголема процент на копродукција отколку на собствена продукција, и тоа е бидејќи и самата македонска телевизија оставена на милост и немилост со оглед на тоа дека се намалени средствата, и тоа се намалени средствата, но нема да зборам за тоа. Со самото тоа се гледа преку програмата исто така дека има поголеми вложувања во копродукцијската програма за разлика од сопствената продукција, а тоа отвара друг вид на сомнеж, именно со укинување на радиодифузната такса. Впрочем, тоа е единственото достигнување во изминативе 5 години, дека се укина радиодифузната такса. Колегата претходно спомна дека граѓаните имаат право да бираат. Да, граѓаните имаат право да бираат, меѓутоа за 190 динари сметам дека штетата која што ја претрпува и која што се уште ја трпи, а допрва ќе се види штетата која што ќе се случи на македонската радио телевизија, именно заради тоа укинување на радиодифузна такса и целосно давање на македонската радио телевизија во зависност да зависи од владата, да зависи од власта овие 5 години. И на некој начин токму ова зависност ги ја става не само македонската радио телевизија во неубава ситуација, туку и целата македонска јавност, бидејќи не добива соодветна загарантирана информација која што треба да дава медиумскиот сервис македонска радио телевизија. Што отвара, какви дилеми отвара ова? Значи, вие, колега Коциш, спомнавте зголемување за интелектуални услуги. Да, затоа што се даваат многу средства за копродукции. Прашањето мое е кон еве представниците од мнозинството, дали вие сметате дека ваквата зависност на македонската телевизија од владата, колку средства ќе додали оваа година или нема да додали, остава голем простор за манипулација и за влијание. И доколку ги видиме овие копродукцијски услуги кои што го зголемуваат ставката на интелектуални услуги, таму ќе видиме некои имиња на луѓе,
на новинари, на дворешни лица, блиски до представници на владата и јавни функционери, и тоа го потенцира тоа сомневање дека на овој начин се остава простор на влијање и манипулација внатре во македонската радиотелевизија. Ваквата состојба на финансирањето, односно на нефинансирањето на овој најважен медиум, се гледа во сите сегменти. Вие претходно спомнавте дека требало да се работи повеќе, требало кадар, но дали вие знаете за намален кадарот во македонската радиотелевизија, односно колку во изминативе години нема вработување на нов кадар, што секако се рефлектира во програмата. Ние не можеме да обвинуваме куќата, значи не можеме да обвинуваме македонската радиотелевизија доколку нема средства, доколку нема вработени, а нема вработени. Од над 1500 вработени сега се спаднати на околу 600 и неколку. Значи, не може без луѓе да се работи, да се прават програми. Не може, почитуван колега Коцич, вие спомнувате дека имало средства за хигиена, па да, тоа се големи студија и треба секој ден да се чисти. Не може да се чисти еднаш неделно. Значи, не може да се работи во такви услови. Доколку видиме каква е целата состојба финансиска, ќе видиме дека тоа се рефлектира во самата програма. Нема мониторинг на ниту една друга програма на другите телевизиски канали. Ние не знаеме што се случува на другите програмски канали на македонската радиотелевизија, бидејќи нема пари за мониторинг. Нема пари за сопствена продукција, нема пари за одржување на тие студии. Тоа се големи студија кои што сега се пропаднати. Јас нема да зборувам за значајноста, за важноста на сите оние, ги спомна господја Саркањец, ги спомна и хоровите, ги спомна и оркестрите, ги спомна сите тие вредности кои што ги носеше македонската радиотелевизија во минатото, сега ги нема тие, да. Може да се обноват, се е возможно, гледаме примери такви и во Хрватска и во Србија, дека се обновува, може да се врати, доколку има волја, доколку има средства. Со кои средства? Со намалените средства во изминативе 5 години, со тоа што се укина радиодифузната такса, се укина еден навистина важен сегмент во финансирањето на македонската радиотелевизија како независен медиум. Тоа е исто како сега на УКИМ, владата да рече дека им го укинува процесот на партиципација, нема студентите да даваат пари, владата ќе дава пари, владата ќе кажува какви факултети, какви образовни програми да се случуваат. Истото се случи во македонската телевизија. Се тргна единствениот отвор на финансирање независно и сега владата колку ќе даде толку, епа колеги, колку пари, толку музика, така се вика. Не можеме ние да очекуваме од македонската радиотелевизија со што најскапиот медиум, значи знаете ли колку е одржување на една камера, знаете ли колку е да се постојано да се оди во текст со современите технологии, со дигиталните опреми. Секоја година излегуваат се понови и понови. Ние не можеме да гледаме, точно се гледа таа дискрепанција во програмата, затоа зборам за програмата, бидејќи од тука може да се видат проблемите за финансирањето. Не може да има поголема копродукција од сопствена продукција. А таа копродукција повлекува други знаете како, ако дојде некој и ви каже јас сакам да имам емисија и има емисија, наместо да го вработите за плата, вие му давате на пример 400 или 500 евра хонорар од една емисија и тука одат средствата. А кој ги зима емисиите? И што се случува таму кога нема буџет, нема новинари? Има ситуации во кои што се владата повторно интервенира тука очигледно, значи јас само отварам, го поставувам прашањето да не се сватиме погрешно, не тврдам, но остава сомнеш, бидејќи знам дека новинари кои што се магистри се се уште новинар трета категорија, а новинари кои што преку ноќ некако дошле, па од новинар 3 станува главен уредник на програмата, затоа што е близок до власта, прашувам само. Или на кога се даваат тие копродукцијски програми, исто така. Што остава навистина голем простор за сомневање на влијанието на владата во работата на македонската телевизија. И ова ми е главната поента, и односно главното прашање. Како ние ќе очекуваме од македонска радиотелевизија да прави квалитетна програма, кога во меѓувреме се слуша, не знам дали е точно, еве прашувам повторно, се слуша дека во владата се подготвува и организација на македонската радиотелевизија, во која што значително се намалува обемот на образовна програма, играно-документарна, културна редакција и други редакции кои што се од голема важност за една држава, значи за јавниот медиум на една држава. Ова
Значи, ваквата ваша риторика во однос на финансирањето, ваквата критика, значи, очигледно не ги знаете, не знаете што значи да се работи во една телевизија и не знаете колку е тоа скапо, укажува само дека вие поддржувате таа стратегија и имам чувство како на никој начин да се минимизира вредноста на македонската радиотелевизија и се одзема приматот за најважниот медиум во државата и сето тоа доколку се земе како пакет и во она нова стратегија која што се работи во владата за реорганизација на македонската радиотелевизија и да се остане само на информативна програма која што ќе биде катастрофа, бидејќи ние сите знаеме на што сме израснали и колку била важна, значи представничката многу во кажа колку е важна македонската радиотелевизија како медиум. Не може да ми кажете дека ова не се основани сомневања, бидејќи кога зависите од никого финансиски, нормално ќе го слушате прво тој што ги дава парите. На тој начин се врши влијание и на тој начин се загрозува автономноста и независноста на единствениот и најголем јавен медиум во Република Македонија. Има многу сомнежи и за особено за тоа што нема мониторинг на другите програми, особено за тоа што се затвараат цели студија, затоа што се затвараат, се користи, значи многу интересно, се користи практично, ако се види програмскиот извештај, ќе се види дека се даваат повеќе средства за копродукции отколку за продукции. И по тоа што се случува? Се случува копродукциите да бидат поквалитетни од сопствената продукција и на тој начин се создава мислење, се создава чувство дека македонската радиотелевизија не работи како што треба. А тоа не е точно. Значи тоа има зошто, секој зошто има затоа. Не работи, се создава таков привид, бидејќи се инвестира многу повеќе во копродукции. А тие копродукции, доколку ја следите македонска радиотелевизија, ќе видите дека поголемиот дел независни копродукции некако се многу блиску до владината стратегија и од тука е стравот дека точно преку програмата може да се види зошто дека не се финансира како што треба, но тоа целото создава една голема слика, а таа голема слика е дека оваа влада навистина не се грижи за македонската радиотелевизија која што е најголемиот носител на идентитетот, на иднината, на образованието, на едукацијата, на културата и на она секојдневие кој што ја создава сликата на една држава и за една припадност на една држава. Доколку продолжите вака, доколку владата продолжи вака, извинете не вие, доколку владата продолжи вака да не ја финансира, да ги крати финансиите на македонската радиотелевизија, тогаш верувам дека ќе се стигне до таа стратегија што ја гледаме и во култура, што ја гледаме и во образование, на обезличување на македонската нација. Благодарам.